Мене некако така особено ми се прави кеф кога имам шанса во утринската програма да промовирам нови изданија кои што се поврзани со македонската историја, македонската музика, македонската култура, и таква шанса имам и ова утро, и тоа благодарение на мојот гостин, професор магистар Маријан Јанковски, кој што изминатата недела промовираше едно, па би рекол и капитално дело посветено на македонската музика, затоа што за жал во нашата држава се помалку луѓе издаваат книги, особено вака специфични книги. Станува збор за едно дело кое што е тука во нашето студио, а е посветено на еден интересен македонски музички народен инструмент. Професоре, најнапред добро утро и благодарам што сте дел од утринската насител. Добро утро и вас исто, голема благодарност за поканата. Да, мене ми е особено често, јас малку ќе кажам нешто околу вашата работа. Вас одлично ја познаваат луѓето во музиката, но за пошироката јавност вие сте редовен професор на Музичката академија при Универзитетот Гоце Делчев во Штип од неговото отварање. Впрочем, формирате класа за народни инструменти, која што подоцна ставна модул за народни инструменти на одделот за теорија на музиката. Вие сте редовен професор кавал, тамбура, гајда и оркестар на народни инструменти. Да не правам дека сте одличен изведувач, автор на авторски дела, но поводот за денешното гостување е ова прекрасно, овде би рекол, затоа го реков капитално дело кое што се однесува на музичкиот инструмент дудуче и неговата застапеност во музичкото образование. Направивте прекрасна промоција на книгата во литература. Како помина напред промоцијата? Кажете. Многу добро помина. Имаше доста народ, одбран народ, луѓе кои што ја почитуваат уметноста, кои што го почитуваат зборот, кои што ги почитуваат вредностите на авторот. Така што јас во целина сум задоволен и одзивот веднаш после промоцијата уште повеќе ми израдува за тоа што само се потврди сето тоа дека сме го направиле вистинскиот потек, вистинскиот пат кој што траеше многу долго. Дека било потребно вакво дело затоа што знаете како професоре во меѓувреме со оваа дигитализација, модерни времења, некако се загуби трагата, а особено кога станува збор за народните инструменти, секое дело мислам дека е добре дојдено, особено затоа што вие сега пишувате за колку е дудучето или дудукот присутен во македонскиот образовен процес, односно во училиштата. Како дојдовте на идеја? Дали не бил доволно застапен, па ова е една провокација, и како дојдовте идеја да напишете ова? Се почна некаде пред 20 години. Кога јас се запишав на магистарски студии и всушност во тој период со професор Драган Даутовски направивме на взаемна идеја, дадовме на взаемна идеја да започнеме студентите што се на одделот за народни инструменти, тогаш работев како демонстратор на факултетот за музичка уметност во Скопје. И во тој период решивме студентите кои што се на тој оддел да посетуваат часови по методика на музичка настава во училишта. И всушност сето тоа започна со една преголема заинтересираност на децата, кои што одма после тоа ние се зафативме со работа не само за магистерскиот, туку јас веднаш почнав да ја живеам таа идеја дека ова му недостасува на нашиот простор, но уште не беше времето дојдено. Така што во почетокот ние, односно, почнавме педагошки да се насочуваме на предметната настава и ги воведовме прво оние општи инструменти, кавал, тамбура, тапан и така натаму, затоа што децата се поголеми, со физичкиот развој се понапредни и така натаму. После тоа, од 2008 година, се насочивме на оделенската настава и тогаш, всушност, истражувајќи, работејќи и гледајќи ги земјите, големите земји, земјината топка, општо, Кина, Индонезија и така натаму, сватив дека многу земји кои што се напредни во многу работи, тие се напредни во почитувањето на својата култура, на својата традиција и така натаму. И од тогаш натаму започна да живее идејата во мене и како нели заедничка идеја и со професорот, како и на кој начин ние ова да го искористиме да се наметни во формалното општо образование, затоа што уште од 90-тите години наваму, значи народните инструменти си влегува во образовниот систем
во средните, на факултетот за музичка уметност и така натаму, и во нижите училишта, но општото формално образование се уште не беа, мислам, допрени како идеја. Но, благодарение на сета таа работа, понатаму јас сето тоа го живеев, го надградив научно, истражувајќи, и дојдов до оној труд за кој што сметав дека ако некои инструменти на времето биле активни и постојано во народот, денес некои инструменти од минатото се заборавени и тие се на некој начин и помалечки и така натаму, и затоа ги сместив некако група на детски музички инструменти. И еден од тие инструменти кој што предизвика особен интерес кај децата беше дудучето. Всушност на тој начин заинтересираноста на младите ученици, бидејќи вклучив на ученици од секаква етничка припадност. И го зедовме пред се централното подрачје на град Скопје, значи не влеговме во рурални средини. Одма центарски училишта. Одма да видиме деца што се растанели во една урбана средина, во градска средина, која што, видиме како ќе реагираат. Тоа беше неверојатно. Ние имаме снимки, можеби некаде од 7-8 сати, ако не и повеќе, од целиот тој истражувачки процес, да видите тоа, секое навраќање на тоа е буквално навраќање во минатото, како да си реално во тоа време присутен. Сето тоа само не поттикна да овој инструмент влезе во редовната настава, и затоа и целта на трудот е сушност тоа, да влезе во редовната настава по предметот музичко образование, во формалното општо образование. Тука има многу работи. Всушност трудот е поделен во два дела, теоретски и практичен, и всушност може да помогне на многу наставници кои што не се доволно упатени во нотниот систем, но и за оние кои што веќе го познаваат нотниот систем, за да може да работат со учениците. Ако сето ова успее, нас ќе ни биде многу драго, затоа што веќе има интерес од фелата, поддршка имаме голема за сето ова, но што е најважно, и наставниците едва и чекаат, голем дел, барем мене што ми се јавија досега, едва и чекаат да дојде до примена на сето ова. Што е реалност, што е добро. Вие рековте одделенска настава, во суштина тоа се деца во тие години кога ја впиваат се. Така е. И тоа е веројатно најдобрата возраст да народните инструменти, вклучувајќи го и дудучето, им биде во мислите. Знаете, ние живееме во некои времиња динамични во кои што се што доаѓа од запад ни е помило, подраго, нели, во такви времиња живееме, и децата нели природно ги носат на некакви си курсеви кои што опфаќаат некои други инструменти. Дали е тоа електрична гитара, дали е клавир, сајзер и така натаму. И мислам дека ова е, затоа реков, е капитално дело и не само за образовниот процес и за наставниците, туку и за државата, за да ни го смени на сите мајндсетот и мислите. Така. Па еви дури новинарите и водителите, да малце размислуваме каде ние ја загубивме таа битка, имаме вклучувајќи го и додучето палета на прекрасни македонски народни инструменти. Така е, веднаш после ова, значи ние тука ги имаме и двојанката и шупелката на исто ниво, кој што сите тие влегува во наставата. Но ние се насочивме конкретно затоа што убаво е да се насочиш на една тема за да ја разработуваш. И тамбурата се разбира. Тоа се оние инструменти, тамбурата и дудучето додучето веднаш да преминат во образовниот систем. И убаво кажавте, децата, посебно оној период кога децата се запишуваат од прво до петто одделение, тој е најважниот период во животот. И тогаш се формираат вистинските вредности, како тие од 5 до 8 ќе го почитуваат предметот музичко, предметот музички фолклор, македонската музика и воопшто се што ќе слушнат понатаму, па дури и современи, да речам, стандарди во кои што се вметнати народни инструменти, на забавни народни пејачи, џез музика ќе може да ги препознаваат ако ништо друго, и на тој начин ќе почнеме колективно како народ да градиме култура на однесување. Тоа во моментов ни е многу назад, да речам, за жал. Културата на музичкото однесување е на многу ниско ниво. Јас се надевам дека сето ова ќе оди така како што го имаме замислено, затоа што позади овој труд застануваат врвни имиња, стручњаци од музичката фела. Јас сум фасциниран секој чест. Ја претпоставувам дека пред проектот многу дечиња од центар на град не ни виделе како изгледа. Така е.
Така не знаеле воопшто што е тоа, можеби гледале во некои македонски народни приказни и именувањето на нивниот став кон што е тоа народен македонски инструмент, затоа што добар дел од градските средини дури би рекол дека часот по музичко е ајде музичко имаме или физичко, не го сваќа толку сериозно, а музиката е нешто што ова држава, оваа нација, овој народ ја има, дури кога немало собствена држава македонскиот народ, така е само идентификација. Така што баш ме радува дека добро реагираат, можеби имаат и многу прашања, тоа се мали деца, нели? Секако. Особено бидејќи е карактеристично ние од мали деца викаме шупелка една или дудук еден. Зошто тоа така? Точно така. Во народната веќе не само тоа, туку и оние сите погребни зборови што ги имаме, тоа е фолклор, нели? Фолклор, да. Но и да речеме во некои краеви на Македонија за дудуче викаат за мало детенце исто, но треба да се смени, затоа викам тој колективен однос како со погребните зборови, така со псуењето, така со односот кон музика, кон се. Дудучето има една благопријатна боја, која што е... Што е допадлива на децата, веројатно. Неверојатно, затоа што, верувајте, до сега инструмент кој што беше доминантен во тој систем, мислам во тој образовен систем е блокфлейтата, а наша цел е таа да се трне од наставата, затоа што веќе ги нема тие блокфлейти што ги имаше на времето кога функционираше образовниот систем со мандолини, со блокфлейти, кога имаше организирано купување на блокфлейти. Да, тоа од наше време, социјализмот, тоа мандолински оркестри, да, флейти. Но само по себе си се наметнува и и по вертикална линија некако во животниот процес како минува, да, полека ние си се насочиме кон она што е наше, кон вистинските вредности, а дудучето го добива всушност името по начинот на свирење, затоа што при свирење и затоа е толку убаво за слушање, кога ќе слушнете вие вистински мајстор како свири на овие инструменти како свират, тогаш мислам дека ќе се покајате цел живот зашто сте му го нарекле некого дудук или дудуче, а дудук е затоа што нели имаме три вида на дудуче, ова е малечкото, имаме среден и голем дудук. Затоа што се употребува буквата Д при свирењето. Д и така натаму. И тоа ја прави всушност, значи не е оној нападен да може да туку е смирено свирење, ја смирува и самата атмосфера, самата позиција кога детето ја поставува, всушност чувствува многу работи што се случуваат во моментот кои што се многу потребни. Односно, целта на да не заборавам само тоа да го спомнаме. Кога ги спомнуваме децата, кај возрастните до ден денеска постои еден многу музичар изборувам, што е тоа македонско свирење. Ај нека ми објасни некој што е македонско свирење. Па зошто постоиме тогаш ние педагозите, зошто постојат стручните лица, точно. Имено за да се престани со такви работи, треба да се почне од најмани нозе децата да ги научиме да размислуваат македонски и на македонски начин да свират. Имаме прекрасни инструменти, мислам, тоа е нешто што да е во некоја држава тоа би било, мислам, за гордост. Така е. Колку го користите вие вашето лично животно искуство, затоа што и вие сте биле некојаш дете, како вие сте се заинтересирале за македонски народни инструменти, за да сега и магистрирате и пишувате трудови? Така. Па тоа е личното искуство сега го применувате. Веројатно и во ваше време не дека сите биле заинтересирани за народни инструменти. Јасно. Тогаш и училишните оркестри беа со мешан состав. Имаше и армоники, имаше и тогаш започна и синтезерите, тие први генерации, па мандолини, па блокфлейти и така натаму, гитари, кој што имаше од дома некој инструмент. Значи секогаш било така, да речам, повеќе симпатии во образовниот систем према овие други инструменти. Но во разговор со композиторот Стојан Стојков на времето, кога ги правевме пред да почнам да го работам пишаниот дел, кажуваше дека во негово време кога биле деца во школата се свирело дудучење. Браво, тоа е добар податок. Да. И после тоа ни се потврди уште на неколку начини, но тоа не можете да го најдете во Скопје, тоа не можете да го најдете во поголемите градови, туку тоа можете да го најдете, да речеме, во села како Радовиш, како не знам, Осоговијата.
таму каде што во суштина има и традиција многу малешевијата. Но традицијата се создава и се враќа. Јас гледам дека професори во последно време, дури еве и повозрастните, малце го менуваат системот на размислување. Имаше периоди кога тотално беа изоставени македонските народни инструменти, по ние веселби, свадби, крштевки, каде што велеа, па јас правам модерна свадба, не сакам македонска да зовам, ама гледам дека се враќаат и по свадбите и гајди, тапани, нели, привлез, така што мене тоа, мислам, народ кога има галичка свадба, како да речам, нешто како бренд, нешто што нема цена да правите вие модерни рок свадби, но добро, тоа мислам дека тоа полека се напушта и мислам дека во вистинско време дека ви излегува книга. Па ете, и ние тоа го викаме, затоа што овој труд 18 години кај што лично од него 17, ајде да кажем, кај што е започнат процесот, од него 20 години кај што се започна комплетниото истражување на вклучувањето на сите народни инструменти. Би го кажал, ова е еден процес кој што веќе започнува и нема враќање назад. И не би требало да има таман работа. Ова само е многу важно сега да оди во насока на добро прифаќање на програмите, да речем, на менување комплетно на програмите и да нема омаловажување веќе кај децата, да не им се става омаловажување на предметите, затоа што имаме ние предмети кои што се поврзани комплетно, ние знаеме музичарите, професорите, даскалите, да речем, што ја работата, методско, педагошко, дидактичка работа, знаеме колку психолошки влијае од самиот почеток дете кога ќе започне да свири некој инструмент или да слуша добра музика, колку тоа влијае на нервите, на целиот организам. И тоа треба да се смени комплетно и да се даде вистинската вредност на музичкото образование во основните училишта. Сега тука вистинското прашање, колку наставниците се подготвени? Има насоки. Тоа е прво волјата. И тоа е долг процес, не е дека е. Затоа викам, ова почна. Внатре ние кога правиме, еве јас лично во овој труд, во делот на практичниот дел буквално имам дадено слобода да не се плашат и оние наставници кои што сега како ќе го учам. Значи дадено е детално. Значи од лаик како да почнеш да навлезеш во сета тајна, наречена убавина на музичкиот фолклор. Тоа се сепак тајни на некој начин, кои што наставниците го имаат одено тој процес преку педагошките факултети, преку музичките факултети и така натаму. Добро, и ќе треба малку од комфортната зона да излезат или да осознаваат нешто. Тоа е тоа. Тоа не е ново, во суштина е старо, но повторно се враќа како нека нова материја во училиштата. И вие сте, да речем, педагог, вие сте професор, магистар, и морам да ве прашам тука, бидејќи зборуваме за образованието, како редовен професор на Штипскиот универзитет со музичката академија при Гоце Делчев. Со колку студенти работите, колку се они во бројка, колку се они заинтересирани за народни инструменти? Многу. Посебно мојот оддел уште кога се отвори, не престана таа бројка да се намалува и затоа слава му на Бога. Ништо повеќе. Истото се случува во Скопје кај професорот Драган Дотовски, кој што држи исто класата за народни инструменти. Со студентите ние немаме проблем. Тие сега се веќе голем дел од нив доаѓаат од средните музички училишта, исто каде што се изучуваат народните инструменти и веќе самите си го креираат понатамошниот пат. Мислам дека средните музички училишта го задржа квалитетот во Македонија. Штип, Скопје, во нижите има во многу градови. Битола се уште го нема, но при последната моја средба сега кога беа државните надпревари, ми беше кажано дека веќе од септември и таму почна. Па одлично, супер. Тоа е добро што го кажувате, штом се студентите заинтересирани. На крајот од денот ние гледаме дека изминативе децени ансамблите, групите кои што се занимаваат, уметниците со македонска традиционална народна музика, со народни инструментите, како имаат светски пробив. Во суштина тоа се нашите најголеми амбасадори, да не правам обид за танец како институција, но зборам за комерцијални групи кои што настапуваат и така натаму, така што веројатно тие гледаат дека и те како, нели, секоја професија треба да биде доходовна, да не се лажеме, нели, ако нешто вие студирате, треба да си го барате чарето подосадно, како изведувач, како автор, како професор и така натаму. Младите луѓе веројатно гледаат дека светот ужива во. Така е. А ние го сметнаме, мислам дека дури период така со некакво си подценување гледавме на народни. Без што се бавиш ти сега, тоа е
може би се изразам грубо, ама тоа беше суштина, тоа е селско, не е модерно, не е и така натаму. натаму. Или каде сопинци во Европа. Да, каде во суштина треба сопинци во Европа, а Европа па што заслужила, тоа е веќе некоја друга тема со некои други гости во студиова. И велите дека реакциите се добри, каде можат па не само учителите, наставниците, веројатно некој сака да си ја купи чисто да си ја има во својата домашна библиотека. Сега од оваа недела веќе ќе биде пренесена во книжарниците. Јас се надевам дека и со нив ќе најдам на интерес. Но најважното е што еден од промоторите на книгата Велика Стојкова Серафимовска, кој што е биден човек за нашава држава, експерт за нематеријално културно наследство, најважното го посочи дека најважното нешто во овој момент е да стигне до Бирото за образование и развој и од тука да ги ќе биде полесна дистрибуцијата, до наставниците. Така е. И тоа е најважниот момент во моментов на кој што сме насочени. Во суштина и за нив е намената ова книга и ова дело, но велам е и добро за генерално за македонската народна музика, традиција, култура воопшто, што имаме едно вакво импозантно дело и да ви кажам искрено баш се радувам што еве денеска можеме ова да го промовираме, бидејќи не гледаат поширока публика, знам дека не гледаат и многу родители, баби и дедовци и знам дека би сакале да прашаат дали е тешко да се детето да се научи. Не е тешко, дали е тешок инструмент? Не е тешко и воопшто инструмент. Бара многу малку напор, скоро никаков. Како што дишиш, така и свири. Така се, значи нема ништо, како секојдневно. За тежок не е тежок, за разлика од харфата, да речеме. Леза е, да. И сега пазарите се преполни со овие инструменти. Ги има, значи. Ги има во дрвени, штима. Има и мајстори што ги изработуваат. Има и мајстори што се изработуваат. Сега кога ќе влезе во образовниот систем, ќе се направат истородни штимови, кои што ќе бидат соодветни со останатите инструменти. Да, за бидат исти. Да, да. Но и овие што се по пазарите, сите до сега што ги имаме најдено и што ги имаме купено, всушност се компатибилни со. Да. Многу странци ги купуваат како, не знам, од Стара Чарша или било каде као за подарок, као за сувенир, да. Еве е добро да се искористи и однајмали нозе за. Знаете како? Ние често пати сме и како народ и општо земаме дијамантот, го фрламе на страна, не ни треба ова, ми треба другото. Земеме сребро. Тоа е тоа. Некој или тенекија. Да, се согласувам и затоа е во функција овој разговор и затоа е во функција вашата ова книга која што има за цел да им помогне во образовниот процес на наставниците. Јас ќе ви се заблагодарам. Ние сме тука секогаш за се што ќе правите, можеби е добро да не побарате кога веќе ќе почне да се применува преку бирото, па да видиме како реагираат дечињата. Секој што е интересно да се снима, децата и сакаат да се снимаат и добро е да се снимаат. Не е, што би рекол, условно ова скап спорт, може секој да си го дозволи, може да се напредува, а се разбира и да се негува македонската музика и култура. Да, благодарам професоре за гостувањето.